вечер, Атанаси. Слушила и се на мајка му, иначе денеска се фатени на дело. Почитувани гледачи, добро вечер. Ова е емисијата со Лесно Буревесник. Јас сум вашиот водител Зоран Буревесник Божиновски. Инаку се наоѓаме сред пролет, мај месец 2025 лето Господово, како што го викаат. Имам чест вечерва да ми гостува, па по мене најака функција на Ѓуро Јовчевски, председател на синдикалната организација на Националниот парк Галичица. А што друго работи господинот Јовчевски во Галичица, во Националниот парк, што се случува во Охрид, што се случува на Преспанското, на Охридското езеро, ќе поразговараме вечер. Добро вечер, почитуван Зоран. Ви благодарам на вашата покана. Поздрав до целата екипа на Буревесник и да ви се заблагодарам за одвоениот медиумски простор кој премногу ми значи за да допрам до македонскиот, до жителите на Република Македонија, да ги кажам сите состојби кои мене како председател на синдикат и сите вработени синдикалци и општата јавност кои треба и заслужуваат да ги знаат. Според нашите контакти последните 2 месеци, мои и ваши, да тргнеме по некоја хронологија, да тргнеме од 2013 година со нападот во село Рамне. Зашто се работи во тој напад? Благодарам на прашањето. Најпрвин да се представам исто уште еднаш дополнително во македонската јавност. Јас сум Ѓуро Јовчевски, првично председател на синдикалната организација во рамките на Националниот парк Галичица, а второ сум менаџер по туризам и гостителство и одговорно лице, односно раководител за пожари во склоп на паркот, заштита и превенција од пожари, соработник одговорен за чуварската служба, ренџерската служба во склоп на паркот, доброволец пожарникар, хуманист, човек кој ја сака безпрекорно природата. Иначе по потекло сум од Струшки Дримков село Луково, меѓутоа татко ми од печалбарско семејство во потекло по потрага за подобар живот се преселил пред да се родам пред 55 години во Охрид, поточно во моето родно место Велгошти, Охрид, каде си живеам и каде сум етаблиран и каде го поминувам животот со моето семејство, мојата сопруга и моите 2 полнолетни деца. Имено што се однесува до да почнеме првично во мои 20 на близу години во мојот ангажман во Националниот парк Галичица, првично во 2013 година беше првиот немил настан кој почна да ми се случуваат. До тогаш сум немал никакви проблеми, а и сега навака не толку со население скоро ич, кое е премногу од 5900 жители културно и ја почитува и сака природата. Имено во 2013 година во атарот на село Рамне ми се случи напад на еден лик кој постојано правеше проблеми од кражби на огревно дрво како во државен имот, меѓутоа и во приватен имот имавме големи реакции од луѓето. И сега во законот, во нашите должности во тој период спаѓаат се уште заштита од криволов, заштита од бесправна сеча, оттуѓување на благородни минерали, узурпација на државно земјиште, бесправни градби, собирање на некои ретки билки кои се од големо значение за заштита и напредување на природата. И во овој сегмент, овој човек имено никако не можеше да се разбере со збор. И иако нашите должности беа повеќе насочени кон заштита на државната шума, но сепак ние гравитираме со 20% приватна собственост кои се во склоп на паркот и 5900 жители, 18 села кои ни се незаобиколен сегмент. И се случи
после многу пријави од мене и од колеги, да видам напад на физички со предмет со 1,5 метра стап. Да мала по мене буквално, задобив неколку удари. Мојата среќа беше среќна околност што имаше двајца сведоци на чешмата во срце, во рамне и успеав да го одбијам нападот. Повика веднаш полиција, бев исто удрен. Секако при нападот се сопнал човекот, паднал и тој се здобил со телесни повреди. Заснова полицијата напад врз мене, службено лице, попречување во должност, не ги знам тие членови како одат, во која класификација би се ставиле. Меѓутоа, кога чекав правдата да излезе на виделина, за мене најголем шок беше пристигнување од обвинителство дека ми е суспендирана кривичната пријава која уредно секторот за внатрешни работи, односно Крим полиција, како би дошло. Тие поднесува? Да, тие поднесува, полицајците, односно инспекторите, си ја завршија 100% својата работа, меѓутоа, за жал, обвинителството ми ја отфрли. Ево ја, кривичната пријава во 2013 година, све е заверена, со образложение дека настанот се случил, меѓутоа, јас, замислете, не сум службено лице. И сега, ево, мојата легитимација да ја види македонската јавност, значи со уредно со бројот од Министерство за животна средина, со број серијски, со овластувања кои ги поседуваме, тие мене ме темелеле многу веројатно со преклопување на закон во однос на полиција. Меѓутоа, јас не сум полиција, јас бев упатен со наредба од установа, со моите овластувања да го следам теренот, да го чувам и да ги спречувам овие девијантни појави. Тоа беше првиот голем удар кој го почувствував како службеник и го барав приватно, ја барав мојата правда, која траеше, верувајте, 7 години. 6 апелации, 7 години за на крајот да е лицето осудено на 2 години условна казна, меѓутоа трошоците останаа секој на свој, така да се изложив на трошок. Меѓутоа благодарам тогашните адвокати не наплаќаа по овие тарифи по трошковници, така да во споредба со денес тоа би било зоки една многу голема сума. Тогашниот адвокат, ево ќе кажам дека вложи многу напори, Димитријат Собовски, и можам да речам дека не ми зеде многу средства со оглед на тоа во каква положба бев, во неправда, и човекот имаше максимум разбирање и помош од негова страна. Браниш држава народно. Да. За жал, парадоксално, меѓутоа. И на крај полувиновен. Да, тоа е единствен случај. Зоки на граничен премис ја ќе преминам на тој дел, кај што имавме потешкоти кои за среќа се подсмирени. До сега во моја 20 годишна кариера јас не сум имал проблем со ниту посетител како нивни сервис на туристичките посетители, нити на населението, бидејќи јас се сметам како нивни слуга, како сервис на кој треба да му го леснам животот, не да му го загорчувам, бидејќи јас сум една епизода која поминува низ тој реон, дај Боже да дочекам пензионирање, да се поздравам и да ги видам пак луѓето. Не сум ставен баба рога да изигравам или да уништувам човечки животи, но со превенирање, со присуство, можам да му укажувам како да не направат проблем. И јас кога ојдов на суд Зоки, тој имаше толкаво досие, верувале или не, повратник, асоцијален лик со земени оружја, со затворски казни, со разбойништва. Порано само да го видеа на суд, ќе го вратеа назад, меѓутоа тој испадна герој. А јас се изложив на трошоци, правдата беше многу спора и не ми го намали мојот мотив, напротив, ето пак, уште повеќе ревносно работам и тоа е дел од животот, така и го прифатив. 5 години подоцна се случува ваше соочување во службата со криволов и со противправна, бесправна сеча на дрва. Што се случува во тој сегмент? Така. Во тој период и во самото почнување во мојата тогашна кариера, првенствено како ренџер, а подоцна веќе 7-8 години како и одговорен за таа служба, на пограничниот дел имавме доста потешкоти со пограничниот дел со Република Албанија и имавме организирани групации на влез со повеќе коњи, возила до граница и вршеа бесправна сеча. Имено покрај ова беше исто така развиен доста криволовот од таа страна и можам да кажам дека тоа беше честа појава, бидејќи од албанската страна беа слаби нивните
патроли и беше тешко да се сочува целокупната таа ситуација, така да пред некои 7 години овај настан имавме неколку запленувања на коњи, соси дрва, соси луѓето, и во еден период доаѓаше агенцијата за одземени предмети, меѓутоа после прекина, коњите кои ќе ги пуштевме, самарите на шумска полиција се враќаа сами по патот, си го знаеа, нема што да правиш. Најчесто лицата бегаа, не можеш да ги достигнеш, да ги фатиш со оглед на нашите овластувања, и често имавме заеднички патроли со пограничната полиција, која имаше доста успех, ги приведува лицата и ги транспортира до обвинителство, каде треба да му се одреди согласно законот, действија притвор или казни. Тие казни беа од почеток многу мали и не делуваа ресоциализирачки, повторно и се враќаа истите групации. Па со некои така заакнати мерки успеавме да приведеме неколку лица. Но меѓутоа пак повторно имавме еден случај со тогашната гранична полиција и со командирот и заменикот. Не би сакал сега да му редам идентитет на луѓето, сепак е поминато време, но себе си се ставам, јас немам страв. Ево како еден државјанин од Република Албанија е тогаш фатен, лишен од слобода од пограничната полиција, нели јас како логистика. Ево јас се причував во моментот оружјето дека тие го приведува, го испразнија полицајците оружјето, го запишаа оружниот лист, ова е пушката. Имено овде имаме легален премин во територија во длабочина од 3 километри во Република Македонија, очигледно има логистика, можеби со знанија. И ловџиски кучиња во време од ловостој, во време од подрачје кое е забрането за лов не е дозволено. Ево овде како го транспортира и полицијата, може да види јавноста. И ево исто и други со полиција кај сум бил, со запленети коњи, со дрва. Беше организирана ситуација. За да следниот ден ние се израдувавме, човекот имаше искрено, знае охридската јавност, во себе имаше неколку илјади евра за да ни ги даде да го пуштиме, буквално. Бидејќи го стигна веднаш со полицаецот и човекот не покажа отпор искрено, беше толку сигурен, беше така влезен и другите групации на да. И тоа јас го приведовме човекот, го ставевме во возило, јас дури го оштети возилото од Национален парк, го однесовме на граничен премин, луѓето превзедоа све што беше во нивна можност, ги запишавме сите банкноти по серијски број до сабајле. Не ми е криво што го пуштија другиот ден, него што останавме до сабајле со увидот и често тоа се случува. Го предадовме честно, поштено. Како вие да сте виновни. Да. Го предававме таму кај што требаше тие да ја довршат таа постапка, за да не го бркам повеќе да трошам државни ресурси, нели? Меѓутоа, морам да бидам искрен, следниот ден имаш информација и таа беше потврдена дека човекот е ослободен и вратен во Република Албанија експресно покрај сите тие действија и да, веројатно тоа оставам на службите да истражат. Ето, ова беше еден настан кој многу ме разочара искрено во тој период, бидејќи многу се имам посветено за да воспоставам еден ред кој навистина го имат во рамките Национален парк Галичица, освен на такви критични подрачја, и сега таму е значително намалена таа ситуација, секако дека постојат нормално и се уште девијантни појави, но за разлика од тие периоди е драстично намалено, бидејќи имаат сега и меѓугранична соработка, освен со пожари имаме проблеми 2007-2021 и ланска година, така да некако се воспостави некој ред, но овие се болни точки кои ми се врежа и ми остана ето длабоко во моето сеќавање во служба, се извинувам. Како синдикалец 2 години подоцна, 2020 година, нели мора да се борите и за вработените, за работничките права, за остварување на синдикални права, заработувате казна. Да, за жал. Значи, тоа се случи во 2020 година. Јас да покажам на македонската јавност, ево, јас сум со решение председател на синдикална организација и ево вака. Да, значи тука ги има податоците во тој синдикат Гранков. Имено, ево и колективен договор сум пристапил со посебно уки луѓе кои си го знаат правото, правници, кои изготвија нешто што немаше Националниот парк пред добри 9 години. Тоа е колективен договор кој ги уредува сите права и акти, општи и посебни во установата која представува устав и која треба, нели гледаме во последно време дека е многу активно низ годиниве, да го има секоја јавна институција, за жал се уште во приватниот сектор
доста фали таа работа, знаеме каква е состојбата, но и во други институции каде вработени трпат мобинг, немајќи ваков документ уредени права и обврски, тука ги има како и моите права, но и моите обврски секако. И тука ништо не е спорно, само треба да се чита и да се следи правото, ништо друго. Меѓутоа, за жал, денеска знаете какви состојби се дешаваат, така да овде се уредија за прв пат сите работи, со големо задоволство можам да кажам дека со авторски права го презедува и другите паркови, ако не друго. Отиде и во другите паркови. Сега како се спроведуваат и други работи, тука не би можел јас да видам. Заради тоа ли бевте кажани? Се случи една ситуација каде барав работнички права и секој директор, знаете, се плаши да го спроведе колективниот договор, се чувствуваат како несигурни, демек премногу права се давало на работниците, а ништо не треба посебно, само да се следи ЗРО, тоа е Закон за работни односи и колективните договори. Но младите правници по институциите имаат проблем со оглед на недоусовршување на правото, неследење на нови закони, видите, е жива материја. Колективниот договор е со 5 години важност и треба се надополни секоја промена, нели? А важи стариот додека не се направи нов. Сега ние имаме нов на гласање, па треба да го поминиме на управен одбор како највисок орган и се случи еден сегмент на барање на образложение до тогашниот директор, сега ќе го спомнам, сега е нотар во Охрид, тогашниот Васко Паскали, координатор беше тогаш на 5-та изборна единица во СДСМ и дојде како директор во рамките на паркот, го замени на еден капацитет, можам да кажам, стручњак во областа, господинот Андон Бојаджи, кој се уште е кај нас вработен, човек кој ги носи сите проекти, човек кој го преструктуира националниот парк во управувањето од модел на сечење дрва до пред 7 години во модел на управување со екосистемски услуги, со проекти, со заштита на природата. Ама според поделба на пленот, Васко Паскали дојде директор. Да, за жал во иста по партиска појака линија, веројатно Андон како Бојаджи, како не припадник толку на таа гарнитура, не партиски, надпартиски да речам човек како стручњак беше поставен, од некои познати причини, ето да не навлегувам во таа смена од позиција на тогашната власт, го сменија човеков без образложение. Ние направивме протест, ако памтите јавноста сигурно знае, протестиравме, баравме владин повереник да дојде и да каже зошто човеков кога установа конечно тргна, се направија многу големи исчекори и го сменувате. Меѓутоа, знаете како е виша сила и го поставија Васко. И кога дојде Васко, дојде во средина. Имаше, да се пошегува, имаше владин повереник, координаторот на Корона центарот Сашо Денесовски. Епа веројатно, можеби да. Тој му беше и еден од главните советници на Васко Паскали. Можеби. Веројатно има добивано некоја логистичка помош како стручно советодавно тело. Што се случи со вашата казна? Јас му ги барам образложенијата. Како дојдовте до казнување? Го прашав под кои околности доделил награда на двајца вработени, бидејќи во колективниот договор и по законот пропишано за домаќинско работење, ефикасност, други работи, да ми одговорит како синдикалец. Јас се имам пуштено преку деловодник. Само што го поднесов тоа и имаше неподелени телефони службени кои се поделува подрака на 3-4 луѓе, а пакетов рамномерно за сите. Јас не го сакав и не го зедов тој последен телефон, бидејќи додека не земит секој телефон, мојата должност како синдикален лидер е да земат сите, па тек јас. Така. И ги побарав телефоните, ево, ова е писмо кое ќе ги оставам јас и овие документи, нели, во студио да може да се објавуваат. И во ова писмо беше на деловодник заверено како председател, со подпис, со печат, докаде е поделбата на телефоните од операторот овластен, која веќе поминаа 6 месеци, а дел зеле тројца со убав пакет, а останатите не му се дадени. Втората точка беше под кои околности ги доделивте наградиве, да ми објасните, и третата беше 3 неисплатени теренски додатоци за моите чувари, синдикалци или колеги кои се во паркот. За да експресно, замислете истиот ден, да доживеам да добијам веднаш експресно казна, која, само момент, се извинувам, да можам да ги најдам. Не мора да кажувате, раскажете. Веднаш ми беше дистрибуирана казна, од ракав изречена нормално. Ево, тука е. Ево е казната, значи, истиот ден по 2 часа. Без запазување на законитост и материјално право, не само мене,
Се ќе кажам и на двајца колеги, те се Дејан Димиджиевски и Лазо Жановски од преспанска страна, кои го должија пловниот објект и го кажаа дефектот на истиот, за кој ќе се навратам малку подоцна во друга тема. Експресно и тие се казнети, а јас сум казнет со 3 месеци по 20%, без никакво запазување на правото да ме викни да дам изјава кои се причиниле. За пријава на Да. дефект на службен Да. пловен објект. Да, меѓутоа во казната е нормално нешто наведено, инсинуација која е сосема поинаква од вистинската причина за која тој 2 часа после вашето веднаш, барање, евој се, ќе ги оставам, ево го во деловодник, на исти датум ви е ова, на исти, значи буквално ден, на 3, ево го, и на 4, односно 11, на 4.11, ево го, 4.11, евој се, и 4.11 се двата и казната и моето побарување како синдикален лидер. Значи, тоа нема надворе од здрава памет од секој колективен и закон за работни односи. И сега ние кога ги примивме казните, јас отидов и му реков, види, значи момче, правиш голема грешка. Значи, Не го викате директоре, момче. Па добро, јас така му реков, иначе по дефолт треба му речеш и директор секако, ама бидејќи беше млад и му реков момче. Да, си зедов за право, ето да речем, дека му реков така. И веднаш заснував представка Зоки до трудовиот инспекторат, кој морам да видам искрен беа во секој предмет на висина на задачата. Како Охридскиот, така и Струшкиот, двете подружници максимално можам да кажам дека излегува во пресред на неколку представки кои ги имам сега во моментов овде, кај ќе ви ги покажам. Веднаш експресно одговорија за неколку дена, ја анулира мојата и казната од двајцата колеги. Сега што се случува? Третиот чекор, ние обжалуваме до Управен одбор како највисок орган, второстепена комисија. Кадијат е тужи, кадијат е суди, под притисок Управниот одбор. Не ги ни разгледуваат нашите барања. Нормално, тоа е веќе договорена работа со Васко Паскали и ни ги потврдуваат казните. Но да е трагедијата поголема, ова писмо од трудовиот охридски инспектор пристигнува ден претходно. Пристигнува еден ден претходно пред да се одржи седницата на Управниот одбор, за да имаат време да го приложам и за да видите Управниот одбор. Не мора да се правници, нека се економисти, меѓутоа ова дете од прво деление може да го согледа, Зоки. Требаше да ги поништат казните, меѓутоа, ево, казните се потврдени, иако писмово со опомена на институцијава. Дојдено е веднаш анулирање на казните и опомена до институцијава. За жал, казните се потврдија. Задам третиот чекор, за жал, Зоки, беше заснување на судска парница. Се изложивме по 200 евра. Казните беа мои 3 месеци, максимум по 20%, за некоја недисциплина, самоволие, нормално, поради ова што му барав телефони и други работи, инсинуации. Синдикално самоволие. Не пишуваат. Да, не знаеле што да напишат. Напишале дисциплинска неуредност. Има дисциплинска мерка, потешка, и дисциплинска неуредност. Меѓутоа во двете, во едната треба дисциплинска комисија, а и во другата треба да даеш изјава, да помине време, да е утврдена фактичка состојба, материјална состојба, не може така од ракав. А правник е човекот. А правничката па која е тука и во управен одбор е доктор на науки, колешката. Да, доктор на науки, замислете. Вакви пропусти на факултет се добиват 5 казоки, не 10 или 6. Апсолутно, да. И сега, во тој момент, судското рочиште се заснова, но смената на новиот директор, послем Паскали, се уште траеше рочиштето, виде, направи увид, се консултира со правници и знаја дека битката ќе ми е многу тешка, бидејќи има многу материјални докази. Иако не е чудо и поред вакви докази да го изгубиш делото, ја анулира и ја избриша казната, средствата после ни ги вратија, ама нервозите и проблемите не ни се вратија, за жал назад. Доки ова беше во контекст на тој дел, состојбата, и после од тој момент почна отворено нападите врз мене, малтретирања, а јас уште пожестоко настапив пак во поглед на работничките права, не застанав, него тоа ме импонираше како трет мандат до сега што ги имам и така продолжив и понатака. Ево и се иначе од сите што реков, од погледнете сега казната анулирана од
трудовиот инспекторат од Охрид. Ево едно, ево уште едно, опомена да се почитуваат работничките права. Замислете, 7 години не ме викаам, не мене, било кој да назначам представник во управен одбор како представник на синдикат, да ги застапува материјално-економските, финансиските состојби на вработените. Точно. 20 представки на сите, ево и Острушкиот од Енджи, Струшкиот инспектор, на кому сум исто благодарен, на Охридскиот Трајче со останатите нивни колеги, безпрекорно, максимално коректно, ја опоменува постојано установа за почитување обврзувачки кон работничките права. Значи, тоа беше краен преседан и срамота жива. Имаме правник кој треба да го советува директорот да не влези во такви состојби. Управниот одбор исто кој највисок орган. И наместо се смират страстите после ова, доаѓа тужба за прекувремена работа. Да. Сега... Ваша лична или Да. тужба? Во моментот, искрен да бидам... И против тужба за клевета. Така. Две судски постапки се зоки, ја сега ќе ги презентирам. Значи, во тој период, јас како поединец ги подпишував сите барања до деловодник, тоа се преку 100 писма имам пуштено, можеби, ги имам сите. Сите ме поддржува, јас сум со легитимен синдикат, тројца, не знам колку се, тројца се надвор, овие истиве кои се околу, во моментот околу Васко Паскали, луѓе кои сакаат да не работаат, едноставно со помалку часа на работа да доаѓаат, не играат тимски. Така да тие луѓе направија голема штета на институција заедно со него и по секоја цена гледа како да ме струшат. Дури има и неуспешен обид, тие се мешаа кога требало ја да направам собрание на огласна табла. Јас по сите законски регулативи согласно статутот на мојот гранков синдикат си направив собрание, ме избра. Повторно немаше кој да протнат кандидат, го рушија собранието, отиде до нивната буквално синдикална општинска организација на СДСМ, каде имам пријатели ми кажаа, ја немам проблем со партијата, јас имам проблем со поединци кои се дојдени во институцијата и сакаат да прават самоволие. Јас немав проблем со други личности, на пример од Охрид. Напротив, имам јас сум по определба и десничар, меѓутоа во синдикатов постојат работнички социјални права кои се од левица, на пример, од левата страна на струјење, сакам да кажам, на општеството. Сега си има поголеми проблеми од вашите синдикални проблеми во Галичица. Па Зборувам за основната организација на СДСМ. Па таму имаше притисок врз едно мој колега, таа господјата која беше председател таму, не знам како се викаше некоја господја, ги притискаше вработените да не се дружиле со мене. Рачунајте таа параноја, а тоа е под диктат на Васко Паскали. Ги вика на разговор 4-5 луѓе да седнати како на обвинителна клупа и луѓето да прекинат да се дружат со мене. Имаше едно детенце од Пештани, кој е сега волонтер, кој дава придонес максимум во заштита на природа како пожарникар. Не бих сакал сега да го мешам со име презиме детево. Дете без родител, сираче, остаено, како и некои други пријатели. Зборуваме за суштина, не Да, зборуваме за човештина, суштина, Зоки. Замислете, со плачење детето и даде отказ, ево пред македонска јавност ќе кажам, беше со определено работно време, го притиска, не можеа на мене да маве, не знаја како, едноставно со работа ги победив, со многу работа. И не можеа што да ми прават мене, дури не користев и возило, сегде и пешки одев. Значи, све правев само да докажам дека не се во право со тоа што го прават. И му направија притисок, даде отказ, но продолживме да се имаме, да се дружиме. Тој пак е човек во општество, го послужи Господ, му ги отвори вратите, се запослија тие, со нивните такви души, нека им поможи Господ. Голем револт, значи некој 2-3 часа идаа на работа, зема баснословни плати кои сами си доделуваа бодови, некој кои ги остават срцето и душата на терен и фамилијата, кој му е све националниот парк за да направат некој ред, не си ценет, плюс не само што не ти се исплатјат преку времени, него добиваш и казни. Значи, кај е тука спроведување на законитоста или човештината. И неколку пати ги предупредува, значи немојте да не дискриминирате во овој поглед, си доделувате награди, а преку времените воопшто не ги исплаќате. Така дојдовме до ситуација да не сакав веднаш да засновам тужба, него пак коректно му направив предупредувачко писмо да му дадам одредена фора.
И тоа траеше година, дена, две, не исплаќа и понатака, се собираа средствата, за да на крајот јас го стопирав тужбеното барање, ето може да се провери кога е поднесено. Васко Паскали во 2021 негде околу јануар месец, 22 се извинувам, тој дојде пред 2019 година, пред нова година, остана негде година, 2 години и месец дена, некаде до февруар 2022, ако не се лажам, така нешто беше. Значи, ја помина цела, односно, се извинувам, тој дојде пред 2019, а остана до 2021 година. Извини, мој погрешен податок, значи Бојаджи беше 17 до крај на 18, а пред 19 крајот на 2018 беше сменен со Васко Паскали, кој остана до 2021 после ковидот јануар месец и дојде Александар Милјовски. Почна малку подобро да работи, за после ќе се осврнам и на него зошто од кои злоупотреби тој имат, од кои причини не превзеде некои действија, али се на третиот дел од нашиот разговор. А во овој дел, кога дојде Милјовски, јас ја стопирав тужбената постапка, да не ја изложувам институцијава, ми беше жал на трошоци, сепак ето, иако бев во право. И кога дојде Милјовски, јас отидов со отворена понуда, бидејќи беше собрано за вештачење, вештак беше судски дојден. Значи, со адвокат имав неколку предупредувачки писма, беа створени некои трошоци кои требаше да се надоместат пред тужба, да речам, и директорот ми рече, не сум спремен да ти ги исплатам, не сум спремен. Кога ми рече дека не е спремен, му кажав отворено дека ќе пристапам кон заснување на тужбено барање за сите тие погоре наведени работи, и така и се случи. Се случи после известно време, па зошто си тужел ова, она, па тужам затоа што сметам дека тоа мене ми припаѓа. И се заснова парница на која беа презентирани преку, не знам колку материјални докази од книги за редовност, вештачење, извештаи дневни, кои ги имаме сега тука. Значи, тебе се овие записници кои се правени, значи, уредно заведувани на деловодник во време од празници, пожар не бират празник, значи, овде имам на 11 октомври записници кај што се правени, на ден 11 октомври, например, на државен празник. Ево и писмо кога сум ги побарал, значи, прво честно сум се обратил, значи, никогаш не сум правил нешто спротивно, да речем. Така да, ево и се овие дневни извештаи, вакви, за секој ден водам. Ево и се овие вакви налози, па имам наредби, ево наредба, значи, во ковид мерки исто. Ево ти, ова е, например, на 1 мај. Ево, наредба кога сум бил, ево, можете да видите и вие, македонската јавност, дежурства на 1 и 2 мај кога е празник, не? Ево, исто така, распоред за сабота за недела. Ти не можеш да ми замениш недела мене или празник да ми го даеш утре слободен, ако ги наполнам 40 часа недел. Ево, други извештаи, само секунда да го најдам. Ево го. Во движење во ковид мерки, значи, кога сите седеа дома, не имаше нешто и ние немаше потреба да одиме толку, меѓутоа имавме дозвола за движење во шума за контрола во време од ковид мерки. Овие се све, ова е еден дел од тие документации кои ги поседувам и беа приложени до судот. И тоа се све документи. Тоа е све документација ЗОКИ. Ево, например, и комплет патен налог ставен уредно со целокупен извештај, сум комплетен секогаш на ревизија за гориво, за километри поминати, за све. 30 деневен месечен извештај, све поклопено со патниот налог, дали си бил, кај си бил и што си бил. Значи нема бегање. И сега му се видува многу часа тогаш и затоа беше целата работа. И првиот чекор кон остварување на моето право е добивање на првостепена позитивна пресуда од Охридскиот суд. Само да видам ова дали е, не, ова е втората. Ево е. Ево е, првата првостепена пресуда на основа сите материјални докази наспрам ниеден од установата, која изјави дека сите раководители потврдуваа кога сум излегувал, како, дали било со усмен налог, дали било со вакви наредби, и немало никаков проблем во обавување на моите должности. Значи, тие не ме спречиле. Зашто не ме спречиле ако јас самоиницијативно не ми текна мене да одам да го гаснам сам пожаров, ако не ми работи ти свеста, не сум чекал преку времени. Но меѓутоа, ако ме ангажираш, треба и да ми платиш реално. И така да овде има некое побарување од 450.000 како му доаѓа денари, мислам за сите тие 3 години заради неисплаќање, односно ова е првото 415.000
во 2022 првата пресуда со сите материјални докази, еве се внатре. Како завршува тоа? Сега ќе ви кажам. Значи, ова е првостепена добиена и тие нормално прават жалба до судот во Битола, каде тоа време е Славица Мирковска, ова е во 2022 веднаш, и на неколку лисија е вратено за дополнително вештачење од вештаков, неколку сати биле погрешни. Ништо посебно, то нема никаков проблем, нели? И во тоа време таа комисија оценила така и го вратила назад предметот. За да во 2024 година не 415, него се зголемило салдото, бидејќи била нивна грешка, требало повеќе да ми платат, на 467 имено ево. И значи тоа е втората првостепена позитивна пресуда од Основниот суд Охрид во 2024. Значи имам враце две првостепени позитивни и една вратена на апелација. За да сега повторно одат на апелација, не знам што повеќе ќе измислиш на олку материјални докази, Зоки. И за да сега на некои, не знам колку лисија, почитувана судивка, уствари ова е, се извинувам, ева втората измешав. Простете, овде да ја најдам сега, само дали сум ја земал, треба да е тука. Се уважува. Ево ја. Да, ево ја, тука е. Ја имам веројатно. Што пресудува втората? Втората пресуда, ево втората апелација, овдека само ја имам испуштено веројатно, ама ќе ја најдам после. Тука е господјата Жаклина Доведен. Тоа на вторава апелација комплетно ми ги имат суспендирано сите материјални докази спротивно во законитоста и на моја штета. И повторно е со ваква, само не е нејзината овде, ова е првата, и ми ги има суспендирано сите докази и ми има наложено да платам на тогашниот адвокат кој беше со паушален надомест кај нас, Мишел Силјановски, по 15.000 денари, а замислете, ние имаме, месечно му дававме, имаме правник, доктор на науки во фирма од 15 луѓе. Го плаќавме добри 6-7 години, тој беше правен застапник на предметов и ми има побарување од 180.000 денари, а судот Жаклина Доведен му дозволила 127.000 со некои дополнителни 30.000 на апелација за книги, за награда, неми таму во апелација, не знам. Така да, тука имам, значит, ево бев кај нејзе на, можам да речам, на разговор, на прием, на увид во предметот, кај Жаклина Доведен. Гледам, доста актуелна е по медиумиве, како веројатно има големи проблеми со спроведување на законитоста, истото и го реков, ќе ви кажам. И кога дојде, за мене беше тотален шок, искрено. Значи, ти очекуваш... Има и представка поднесена против неа, со аргументи до судски совет. Нема да ја коментирам, затоа што е во друг предмет. Јасно, јасно. Имам и јас некои представки за вториот предмет, ќе ви кажам што одговор добив. Има одлучувано како во Да. Ова беше шок, се чуди цела јавност, Зоки, на олку материјални докази во работничко право. Пазете, ова е очигледно од центар негде на моќ извршен притисок по некоја линија за да бидам дискриминиран. Ова е целиот фатак што го трпам 7 години, тие проблеми, мобинзи, нормално. И тука е извршено големо влијание и правдата ќе ја барам секако на Врховен, бидејќи имам доста аргументи. Ништо не барам од Врховниот суд, само да пресудит рамномерно по терк за кој се платени да извршат стварно увид реално. Имате право на Врховен. Имам право со оглед на ревизија дека ми се двата првостепени позитивни. Иначе имам други спорови до на 1 милион денари, онака како оди. Така да имам право на ревизија, веќе се подготвува ревизијата. Денеска адвокатот мислам дека односно ја поднесе или здравје, ќе видиме, имам уште 15 дена. Очекувам само правда. Ништо не ме интересира освен правда. Јас и средствата ми се во втор план. Воопшто не ми е битно. Дали сега да прашам, бидејќи веќе 2 месеци разговараме на овие теми со вас, се допишуваме, дали ова пресуда е одмазда од Паскали за случајот со джипот, со донацијата, со глисерот, со скутерот
Веројатноста е голема. Веројатноста е голема. Би го запрашал него, го канам на кој дуел сака да му ги отворам сиве состојби кои беа во рамките на паркови, од кои причини ми го правеше тоа мене. Веројатноста е голема бидејќи сепак ако излезе во јавност дека јас сум ја добил правдава, сепак тој како тогашен директор за него би бил голем удар во неговото несовесно многу веројатно работење кое ќе покажат истрагиве понатаму сега кои треба да се водат. Така да мислам дека има извршено одредено влијание преку неговите адвокати кои преку истиот Мишел Силјановски кој беше застапник и многу веројатно иначе од човек секој нормален вика дека Моментно е нотар. да, тој е нотар во Охрид, да. Со помош на, кажеме, Веројатно е нема да кажем. слободно, кај што имаме пристап на информација Со помош може. на Бојан Маричич стана нотар. Да, веројатноста е голема дека во тој период има добиено нотарска, нели, како се Ајде вика, за дозвола. чипот, за глисерот. Да, сега. И сега, Пред овде да кај ќе доведан, јавира. простете, кога бев, на прием ми рече, јас судам според доказите кои ги имам, одлично е реков, али зашто не се ги зела во обзир моите докази, кај се другите докази, дали имате барем еден материјален доказ со кој вие ќе потврдите дека јас сум неосновано тужил, јас ево се пријавам да ме осудите најстрого, реков, и очигледно беше малку во паника, бевме во кабинет. Од страна нема докази, Да, никакви докази нема. а суди според докази. Замислете ова сега какви судбини има човекови со места одземени, со куќи, со лажни сведоци во овај наш корумпиран систем со исклучок на честни кои и ги има, нормално не ги ставам сите во исти кош, меѓутоа имаат голем проблем многу луѓе. Ево го и вториот само пред да преминам на ова, ако сакате Ајде, за клеветата. ајде. Ево гледајте сега во правец на сите овие работи кои сум ги поднесувал во рамките на установата, значи тебе си писма овде само до управни одбори, ево како ме малтретирале, не ми заверувале писма, сами се подпишувале на моите изјави. Во моментот не ми заверува писма на деловодник. По закон не смеш да не ми завериш писмо. Може да ми одговориш ти како сакаш. Па после ќе имаш можеби одговорност, но не смеш да не ми завериш на деловодник писмо. И ќе патролирав надвор и ми велев. Ќе викнам управна, имате толку рок, кажете ми заверувате ли да си одам по патот за да знам што да правам. И све ова за невикање на управен одбор, селективна правда при одлуки на управен одбор до правната служба, која тогашната правничка беше и во управниот одбор, значи си имаме опраѓано, да. Ова како член на управен одбор сум се обраќала исто како правник да ни дај правна заштита, бидејќи таа треба да го спроведува правото во институцијата, таа не е директор. Директорите ги носат одлуките, меѓутоа како консилиере треба малку ти да водиш рачун, малку повеќе да му кажеш на овој Залутаниов што треба да прави во институција да не дојме по судој утре. И разноразни други неправилности кои ги пријавував, ево, барање за информации, разноразни работи, обструиран, ви кажав, 6 години немавме пристап до управниот одбор до пред известно време. Не смеевме да пристапиме. Или некоја точка пак последно ќе рече, на ова моите, на ова не смејте. Све смејам што ме задират во рамките на установа, бидејќи све е во интерес на синдикалците. Не можете вие за затворени врати да правите управен одбор како највисок орган. И се случи да добиеме предупредувачко писмо. Јас и тројца колеги, еве се овде се Ѓуро Јовчевски, Јовче Ристевски, Свилен Илиевски и Лазо Ужановски. Од истата докторка правничка заради вознемирување на работно место, пазете, а све е со деловодник. Гледате, ова све со бројчиња, ова све е на деловодник. Тоа го рачунат вознемирување. Пази сега, во еден сегмент Зоки, таа викат дека ние четворицата сме ја вознемирувале полово. Ова стигна дома. Значи, полово сме ја вознемирувале и тоа може да сватиш што значи. Да, докторката по право сме ја вознемирувале, таа мислела можеби дека е женски пол, меѓутоа треба друг термин. Полово значи дека сме ја напастувале, полово многу веројатно. По консултација, бидејќи ни се вознемирија семејствата, испадна дека сме наклеветени. Имаше класична клевета од нејзина страна. Пази, писмото е пуштено, ево да види македонската јавност, со пари од Национален парк. Ова е Зоки мој кривично дело. На четворицата луѓе за приватни цели искористено писмо и картонче со испратнициве од Национален парк средства. Ова го пријави во основно обвинителство, епилог никаков. Ова дополнително повторно ќе биде пријавено и со ова писмо го искористила за приватни цели, да не клевети и засновавме барање за извинување. На кое извинување во определен рок не одговори воопшто. Тоа е според правна постапка. Засновавме тужбено барање, вештачења
разноразни други работи. Преку 40-50 писма на деловодник правно сум се обраќал. Значи ништо приватно. Немам никаква пријава за од нејзина страна поплака до полиција или било каде дека јас или овие тројца горе наведени колеги дека нешто сме и рекле попреку стапи или нешто друго да и речи. Значи нејзини инсинуации да избега од одговорност не го направи ова. Доведени во таква ситуација, нервози, неколку вештачења имав на прегледи на невропсихијатрија, извадивме вештачење. Моите колеги, психијатриско вештачење имам од судски вештак. Моите колеги нема верба во системот. Јас сакав доам до крај, засновав судска парница, која на првостепена, замислите, покрај сиве докази. Дојде со еден адвокат, тој е исто партиски адвокат, пријател на Мишел Силјановски, тој е, ќе се осврнам накрај на него, тој е Стојан Прензовски. Незиниот адвокат држеше беседи како на Струшките вечери на поезијата, како голем адвокат донесе еден сведок 2 за дела кои допирна точка немаат со предметов за кој јас имам тужено. Нормално да те прикажат како се сеќаваш на Љубе во пивара Скопје, кој ги реши внатре синдикалецот, кој го доведува до рап на лудило. Од исти такви причини е тоа направено во тоа време, знаеш. Маргинализиран борец за права, кој ќе бараш честност, ќе доживееш таков удар. И да ме прикажат како лице конфликтно кое барат премногу работнички права или не знам што, викал во ходников и на такви два докази. Господјата Ирена Трајковска, ако не се лажам, овде треба така да пишува, Ирена Трајановска, се извинувам, Ирена Трајановска, судија во Основниот суд Охрид. На овие две вакви страни, неколку месеци ова ми го чуваше во фиока таа господја. Имам и за нејзе доста поплаки од луѓе, ево јавно ја прашувам дали со кикотење во судница, со смешкање, со несериозност. Ова ми го даде на низиниот стол после неколку месеци. Јас го прочитав, јас шлок добив. Добро, ги имаш прифатено ти постапкиве Чекоров до вас што си стигнала, си имаше че суд во апелација жали се. Браво, се викам ти, ќе бидиш сега процесуирана, вамо ич не ми е гајле, нормално, не ги лазимува, бидејќи отчет никому не даваат. Овие две страни ми ги даде, нити ми ја прочита во судница. Значи треба да се прочита во судница, уредно да ми ја прочиташ пресуда, но што личи тоа без окиве во судот, со 2% доверба, затоа сме. Што пише во пресудата? Пресудата пишува дека неосновано се одбива. За секој три страни. Ева, полномочи поводиум претходот, све овде довде опфаќат јас што побарувам и на крајот се одбива како неосновано. Ништо нема. Ова е. И за да експресно, само ја немам сега од апелација, бидејќи ми остана таму, во апелација е стигната пред некој месец дена, така е во според налогов за извршување, бидејќи на апелација, затоа налог за извршување од овој Прензовски, што ви реков адвокатов, ќе му платам, да не се секират од честни пари, јас ги заработувам. Значи, во апелација, почитуваната повторно, погодите кој? Жаклина доведен. И то таа кога разговаравме тет ми рече не само што сум председател, него јас ти бев рече во твојот предмет, како кај ти се записнициве и реков, една мала дигресија, зоки кои ги имате по член 194 од судскиот законник. Рече, немаме рече записници. Како немате записници во плико? Не треба да ги видам. Како гласале суди, освен во издвоени предмети? Како можеш во издвоени предмети ти да немаш записници, бидејќи имаше некоја афера таму, ги менјале, ги правеле, така прават судбини менјаат на нашиот напатен народ. Електронски имам. Добро. И врз основа на кои докази овде пресудивте? Па врз основа тие кои ги имат. Па кој се од другава страна, повторно прашувам јас? Замислите, пак ви викам, во граѓански спор, што ќе биде со други луѓе кои што се откажуваат од вакви притисоци, врзана работа, идат од нотар одма парите и тука застануваат луѓе, кутрите немаат кај да одат, тоа е опасен врзан систем. И ево, набрзо, напоредно со тоа, Стојан Прензовски го пуштил ова решение за извршување, овај адвокатов, со 63.000 денари за 2 рочишта, ќе му бидат платени, да не се секират. Овде немам право на жалба за жал, поради што двете се првостепени одбиени. Овде имам право на кривично, две судивки ќе ги дадам со сиве докази на кривична постапка, па нека тера. Да, Ирена Трајановска и господјата Жаклина доведен, веќе во втор случај доведен, мене ме стават во рап на лудило. А и слушам и други за нејзе ситуации низ Етеров, низ Македонија. Така да овде ќе ја барам правдата на ваков начин до повисоки инстанции за кривична одговорност. И тоа е во моментов со овие две
последователни тужбени процедури што се однесуваат што еве све што сме пријавувале на деловодници, никаков епилог и ова све друго е полно внатре, што рече ти. Јавноста джипот ја интересира. Да. Глисерот. Сега ќе преминиме на тоа, Зоки. Следно. То се странски донации. Така? Да. Значи, во каква состојба се? Ние со модел на финансирање од пред 7 години сме поддржани од ПОНТ како поддржувачи. Тие се поддржувачи на многу заштитени подрачја во Република Македонија, вклучително и Националниот парк Галичица и еден дел е од екосистемски услуги од туристички такси. И дрва не сечиме добри, мислам, скоро 7 години, освен во еден случај издвоен, кој ќе го кажам сега, како се случи то пустошење на пикник зоната Јадера, која се направи пустош, исто во времето на Васко Паскали. И првично джипот беше купен од првите проекти преку UNDP и KfW банката во 2011-12 година, Opel Antara, 25.000 евра вредност, тој беше директорски службен джип и тој служеше за потребите на секој кој беше директор во тој период, па до последно. Така го наследи како директор Васко Паскали и после извесен период во 2000... Тој го наследи во исправна состојба? Апсолутно, може да се провери со налози, патни, со сите работи. Така? Да, во 2018 крајот. Андон не го ни возеше воопшто човекот, ги имаше паркирано како директор и не го ни возеше Андон Бојаджи. Си одеше со приватна кола, а дојде Васко, го зеде джипот, почна нормално да го возите, тој по службенијето некои действија кои треба тој да кажи, какви биле. И джипот во 2019 цела година го возеше, во 2020 година, во време од ковид мерките, джипот го зариба. Значи, не го зарибав јас или Петко или Зоран, не го возеше никој, јас имам моје службено возило. И, молам? Лично го зарибува? Лично го возеше тој. Службено возило кое беше наменето Opel Antara го зариба директорот, бидејќи тој го должеше. Значи Васко Паскали го возеше? Да, Васко Паскали тоа беше службено директорско возило. Ја имав Лада Нива, после Исузу, некој друг Лада Нива, четвртиот Шумар друго, секој со различни возила, тие што се, меѓутоа Opel Antara исклучиво беше за потребите како службено возило на директор, може службите веднаш да видат по налозите. Што се случува по зарибувањето на джипот? По зарибувањето на джипот ние имаме овластен сервисер кој се грижи за поправка на возилата. Возилото се одложи на депонија, односно, како да речам се, ливада една е, во село Мислешево, кај сервисерот, човекот не е ни виновен, ни крив, ни должен, со намера, веројатно, за да и се поправат еден ден, го има ти однесено по наредба на Васко, не човеков. Човеков е само човек кој ни врши сервисирање. Да. И то не е на негов имот, но е на ливада. Е таму кај други веројатно хаврисани возила во некоја ливада, можеби која не е приватна собственост. Чуваат ли барем кокошки или ретки птици? Па, не е уште претворена, ама има добра иницијатива за таква дејност. Така да ево како изгледа тој джип. Ова е, ево, за можеби тоаш 800 евра беше од прилика трошокот. Дали се гледат само да се направи, значи, така? Да, не беше. Ево, джипот е добар, јас ги имам видено отворено кога ќе поправам коли, одам го гледам, ме боли душава. Колку години стои во ваква состојба? Ова е веќе 5-6 година, до 5 година е во ваква состојба. Следниот Александар Милевски директор дојде, му посочив и тој не презеде ништо и остана на ливадава, джипот. Сега треба повеќе средства да се поправат. Ова е собственост на Национален парк Галичица, 25.000 евра вредност во тоа време. Донаторите не ги прашуваат? Немаме никаква реакција. Тој е проект кој заврши во тој период, не е во време од ПОНТ во овие 7 години, тој е купен во 2011. Дојдоа на ревизија, има тогаш многу приметби во тој период, некои забелешки луѓето, меѓутоа Чипов се случи по завршување на тој проект, така да сигурно тие и немаат ни информации во Германија во моментов, а иначе можда и ќе допрети до нив, не се знаат, тие се од Германија. Откако го зариба джипот премина на глисерот или глисерот па джипот? Не, се купи Дастер. Значи да продолжиме дека се купи Дастер, јавна набавка, ние баравме службено теренско возило. Дачија Дастер бел, нема го знам таблички ве, се уште е во возна состојба тој за стреќа.
Тоа е сега за потреби на администрација. Значи, то после стана следно директорско возило, кое Миловски го возеше, Александр Миловски, па другиве директори. И си го купи, мислам, фирма го купи возило, нормално, сигурно, по иницијатива на Васко. За потребите, зашто немаше веќе джип. Така. Нема, тој Ласо Лада не ќе оди, нели? И купија Дастер и тој стана директорско возило за понатака, а ова возило остана во ливадата во село Мислешо до овој момент, се уште е таму. Сега имаше скутер пред ова, да не заборавиме. Добро. Да, имавме скутер за броење на птици, не многу наменско. Скутер за на вода. Да. Неговата намена Зоки и дејност е во Преспанско езеро, бидејќи служи за мониторирање, за броење на птиците. Резерватот. Така е, во рамките на Национален парк на островото Голем град. Така, Островото Голем град е во рамките на Национален парк и луѓе кои се задолжени за таа работа во установата вршат пребројување на пеликани, на разноразни други корморани. Така е, ренџери и стручни лица кои се од областа на биологијата. Биолог, значи ние имаме законска регулатива покрај управување со заштитено подрачје да обезбедиме рекреација за посетители. Имаме неколку оделенија, меѓу кои заштита на природата и имаме во склоп на тоа за мониторинг кој сме обврзувачка рамка да имаме мониторинг на определен број на разни растителни или животински видови во текот на годината за да ја утврдат популацијата. Тоа е според светски рамки. И скутерот беше пренесен во време од Васко Паскали во владење на Охридска страна да се повози малку во приватна режија. Лично вработени му го отшлепуваа со приколката, го земаа од кај Лазе и Дејан, кај што го кажаа овој случај, кај што беа дечкиве казнати. Тие се прекрасни. Тие беа задолжени за скутерот? Апсолутно, тие го должат. Го должи Лазе Ужановски број 1 како и Дејан Димиџиевски како вработени на Преспанска страна. Така. Значи доаѓа и вика да ми го дадеш глисерот. И сега ти јас да сум ќе можеби не прво скутерот. Значи скутерот е земе негде во 2019 година првата сезона. Го зема прво скутерот или 20 не ме држете за збор, знам дека е со гаранција една од тие 2 години и го паркира во Пештани во близина на неговиот дом кај од прилика претпоставувам каде што му е местото на неговата сопруга. Таму е забележен скутерот и возене за лични потреби. А скутерот беше за да и тој не го возевме 2-3 години, многу троши гориво и не е наменски, не можеш да качиш 5-6 луѓе, зашто треба да однесиш на ученици апаратура, фотоапарати, камери, 300 чуда кој ќе слезиш, кој ќе пристапиш. Зашто носиме некојаш во Македонско еколошко друштво луѓе кои навистина се прекрасни во своето работење. Зашто имаш здруженија на еколози или на нешто само што се користат за предизборни цели и разноразни глупости. Македонско еколошко друштво си постои од 74 година, основано од покојни Меловски, до ден денес има направено преубави работи за Национален парк. Од бројање со рисови во Маврово, лево, десно, за дечките немам збор, зашто некојаш ги носиме и нив, а на скутер не можеш да ги носиш. Така да, затоа се пристапи кон купување на глисер. Пред да го купите, скутерот, каква му е судбината? Во возна состојба? За среќа подишчукан го врати, ама колку толку, барем го врати во исправна состојба, не настрада. Тој стои, не го користиме многу, се пали, ама не го пуштаме, бидејќи троши многу гориво. Зоки не ни е наменски за во Преспа. Потенцирам во Охрид не смеш да ги носиш овие пловни објекти. А скутерот исто е донација? UNDP исто. UNDP донација 2011 година. Опелот и скутерот се 2011 и некои други возила, стариот проект. А ова е новиот. Ајде сега за глисерот. Сега глисерот се пристапи кон набавка на глисер, исто донација. Бартолини чинам ни го даде од исто поддршка од ЕУ за развој на Преспа и Националниот парк Галичица. Мислам дека околу 25.000 евра, селва, марка од кај Ѓорче негде беше дечко сервисеров, негде таму кај Карпош 4, негде кај Порта Влаја, некаде. Кај што завршува и Линденска, знам тука го поправавме. Се завршува и Линденска и излегуваш на булевар, тука е дечко. Кој го должи глисерот? Овој глисер го должи Лазе Ужановски, колегата во Преспа, кој има пловидбена дозвола исто и обврска да ги носи луѓето на Голем град, заедно со Дејан Димиџиевски. Целната намена на овој пловен објект и на глисерот, односно на скутерот, е островото Голем град кај што се птиците. И сега, некое време се повоза наменски и му реков, Лазе, чим го зеде овај, чим го пушти вработениот на неколку наврати по скутеров, овај ќе го земит и глисеров.
Не е можно. Збориме Пам- за Васко Паскали, да. Памти ми го зборов, ќе го земит глисеров и ќе го носи во Охридско езеро. Уште зборот не докажан, што би рекле на приказнине. Го пуштат вработениот колега, нема смисла да го спомнам, да не му правам непријатности. Веројатно налози постојат, иако потешко можда ќе се докажи транспортирањето, а иначе налозите се тие. Дечко 2 пати му го носеше навечер джипот, по 2 недели негде во Охрид. И како заврши ситуација? Првиот пат го вратија, изудиран, валкан целиот, овој гуменјак. Така. Пентата му е исто супер солидна. И се ако ќе го земиш не е твој, не водиш грижа, нели, како што го должит Лазе. Во второто земање, користење за приватни цели, го враќаат со зарибан мотор. Значи, моторот му е зарибан целвата, предноста е негде околу 90.000 денари штетата, завлечено има тие клипот завлечен кариките, веројатно. Го враќат на приколица. Да, го враќаат со приколка, не можеш поинаку. Не може. Да. Го виделе тие тоа што го виделе, го враќаат и му го фрлаат навечер, но ја тоа Лазе домаќин човек, капетанов, што го должи колегава, си сакал да види што е работава, гледат, целиот со алги, моторот, други работи долу, зашто ове се користи еднош на 3 месеци кај нас. До островот и назад, немаш потреба ти за други намени. Го видел не палит, се јавила бе, заш не палит, глисеров што е работава, бе, не знам, и кај нас нешто така правеше, сега по охридски жаргон зборувам, како му рекол Васко Паскали. А бе му рекол, ова веројатно е зарибан джипов, ова педнимат завлечено. Немам појма ништо, не знам, не се разбирам, така и кај нас ни правеше, видите, правите. И сега Лазо нормално напишит изјава поради транспортот таму 2 недели седење, се сомневам дека машината е тој и тоа, се испоставуваат вистина. И овој што го потенцирав, не случајно го реков дечкова, ќе научам и како се вика сервисерот, викал, ни се јави кој има целва, ми јавуваат луѓе кој има целва во Охридско езеро, дали му имаш некому продаено. Човекот е жив, може да се провери. Тој му рекол, освен национален парк преку Бартоливи, преку Европска унија кои си го купиле, јас немам продаено целва во Охридско езеро. И така да не можеш да го скриеш, не е мачка во вреќе без оки ова е јавна работа, ова не е играчка в джеп ќе го клаиш. И во тој момент се пристапуваат кон пријава од моите колеги, се совпаѓаат со прво мое барање. Значи тоа е 2020 година, со првото мое барање за телефоните, телефоните, наградите и неисплатените тенески во истиот ден кога ми ја даде на речи го казната. И моите 2 колеги во истиот ден се опфатени заради пријавување на глисеров. Може да се провери по податоци, веќе ќе влезат службиве, значи треба да се истражат сега дека органиве на прогонов, бидејќи ова е пријавувано и сега пак се пријавуваат и ова треба да се истражи. И сега, како се санираа последициве? Глисерот се направи, дојде дечковот Ѓур, овај што е ваму сервисеров, тоа може да се посетат органите на прогонот, ќе му дадите адреса, фирма, има записник, како е све направено, така да ќе се утврди штетата. Го поправи глисерот и глисерот до ден денес во моментов се користи само во преспа за бројање птици. Ево и сега можам да потврдам и да проверат. Бараше залудно Лазе, инсистираше на книга дневник за сативе да ги пиши. Тој му имат пресметано колку часа го возеле во Охридско езеро, не го имам тој податок. Така да на записник со новиот директор од Ресен Александар Милјовски, следниот на Васко, кој ги наследи овие работи, но мислам дека се во некоја роднинска врска, колку што ја знам, со записник, по наше инсистирање да се открие това дело, да се процесуират и да се јавно обелодени дека Васко е направи штетава. И може да се докажи. Милјовски ги натера, повторувам, ги натера присилно на Лазо Ужановски и на Дејан Димиджиевски да направат изјава дека демек така го нашле глисерот. Значи првично се казнети заради што имат на деловодник, може да ја најдат пријавата. Така е. Тие може да ја најдат пријавата сега, доколку сакаат органите, си има на деловодник бројче, ќе излези пријавата дека го имат пријавено глисерот како расипак. Но Милјовски ги терат после неколку месеци, 6-7 месеци, по наше барање да се отвори за ова истрага и за Джипов исто, Милјовски не превземат ништо, со тоа е соучесник. Значи Александар Милјовски како наследник е соучесник. А не ли може Милјовски да ги натера овие двајца колеги твои? А видите, да потпишат и дека джипот е... Немат никој за тоа. Видите, овде има делувано малку... Веќе еднаш која е правена идеја да се прави и за джипот. Возможно е, зошто да не. Ова е состојбата Зоки, каде ова дело се прикри
и не се процесуира, плати установата лично пари, значи 90.000 денари, а може да се провери. Јас мислам дека органите на прогонот веќе работаат на ова дело, на джипот и на ова, има уштедно сега во меѓувреме. Например, во исти момент, во предизборие 2020 година, господинот Васко Паскали во негово директорување, значи тоа е, значи во негово директорување, се уште тогашен директор, управниот одбор во рамките на Галичица, во исти управен одбор кој има селективна правда во носење на одлуки, ќе ја презентирам сега исто. Управниот одбор со одлука носи одлука како највисок орган цената на огремно дрво во национален парк од 1800 денари да се намали на 700 денари. Ние не сечиме дрва. Од кои нивни причини, то треба исто да истражат органите, е ова направено од ними познати причини. 700 денари дрво на корен. Значи дрво, сурово дрво да го сечиш по 700 денари прва класа, треската 400 денари. По првиот овај чекор направен, реонскиот шумар го ангажират еден од 20 општи работници кои ми служат прочистување на патишта како превенција од пожари. Го ангажират во пикник зона Јадера, која служи за рекреација како корита. Пикник зона Јадера ти е кај Велидап, некаде мало погоре, измеѓу Градиште и Трпејца, по прецизно за македонскиот народ, за луѓето кои живеат тука. Тука е лево, значи веднаш после Градиште, на 2 километри од лево, тука има Летниковци. Апсолутно, да. Значи, управниот одбор во национален парк 2 години по завршување на сите активности со искористување на огремно дрво. Значи, ние сме во друг модел веќе во тој период. Ви реков, Бојаджи направи друго управување со парков, со поинаков систем со несечење на дрва. Значи, после 2 години, очигледно некој му требале пари, носат одлука да се сечит и то каде? Кај кај најкритичнава зона кај што се рекреираат луѓе. Се изврши пустош на преку 1000, веројатно просторни, мислам, метри. Како дрвата завршија? По околните села. Трпејца, Пештани и Љубаништа, каде што е најблиску, да може да се дистрибуираат. Реонскиот шумар, кој сега е пензиониран во тој период, ја води сечата. Го ангажират работников. И тој сам ја води сеча, дотур транспорт, значи фирмава... Тој треба да бележи кои дрва да се сечат. Прво е чекорот незаконски направен. Прво не треба да ги сечиш тие дрва. Второ, цената е направена на 700 денари. А ценава реална е зоки 2850 денари. Значи сега купуваш ти 10 кубици дрва и париве му ги даваш кеш, некој му ги збирал во Трпејца париве, се знаат кој човек е вработен во едно јавно предпријатие, му ги собираш париве, му ги собират по клиентиве и му ги дават на реонскиот шумар, на манипулантот. Тој на крајот од годината носи на благајна по 2 кубици со 2 трески, 2 кубици големи, 2 трески, само по 4, 2 со 2. Во ниедна пракса шумарска не постои 50 просторни метра, да изваиш 50 просторни метра треска на 50. Значи тоа е 50% отпад. 10%, 15, 20, максимум 10. Јас не сум шумарски инженер, меѓутоа работам таму. Има ли истрага за ова? Сега ќе ви кажам до кај се доведени работите. И дрвата се продадени со каса прими од Сдружение на инвалиди на трудот. Евој се. Значи тоа е каса прими со печат од Сдружение на инвалиди на трудот. Ево да види македонската јавност, ево испратници, ова све постои кај благајничката. Си постои, ние имавме голема реакција на работа ова во време од Милјовски да го процесуират. Сега ќе ви кажам, постои ова Сдружение на инвалиди на трудот, за жал, кога обвинителството ја процесуира кривичната пријава основен организиран криминал економски во Охрид, 2 кривични процесуира за овие ситуации, истражија, дојдоа на работа. Благајничката ги има соочувано сите клиенти, ево список овде на луѓето, ова е дел од луѓето од околните села, сите клиенти ги има прашувано колку нарачавте дрва, сите кажува 5, 7, 10, а на благајна запишувано кај незе со кеш пари нешто што не смеј да го прави на крајот шумарот. Некој му дозволил да носи пари по 1400 за 2 кубика, со 800 за трески по 2200. Кој е председател на тоа Сдружение на инвалиди? Не знам како се вика, луѓето немаат, верувајте, сигурно допирна точка. Овај Кочан се нашол во реонскиот шумар по претходни години, каде тие луѓе купуваат дрва од кај нас. Значи си ги имал бланко печати. Така, ево го, значи тоа дека Зоки имат само печати и некои подписи од клиентите. Ова се од клиенти луѓе, кои ова постои. Фактички печатот е злоупотреба. Да си ми жив и здрав. И веројатно останале во џепот по завршување на сечава 2 години претходно, ги сочувал и така ги
пуштал во аптека, ама паметно тој не редел тука подпис, него тој што ги собирал Сега парите. истрагата е во тек. Истрагата јавниот обвинител, замислете, ова дело го имат отфрлено ланска година, па сега повторно е процесуирано. Економскиот криминалитет за ова и за друга кривична пријава за пустошење на шуми, на истиот реонски шумар му поднесе, овде сигурно имат и организирано здружување, и двете пријави експресно се зоки отфрлени од само ними познати причини. Треба да кажат пред македонската јавност и да се направи поголема истрага. Ви кажувам, овде треба да влезат Во моментот служби. нема истрага. Во моментов сега мислам дека има повторно наново дело во полиција во Охрид, а сигурно дека ќе се надкрене. Јас очекувам дека институциите на системот ќе влезат во установава да ги утврдат сите овие состојби кои се настанати. Ево, една од кривичните пријави зошто е отфрлена. Обратени сме ние до обвинителство исто. Ево, видите колку сме подпишани луѓе. Да види македонската јавност, 10 вработени, 80% од вработените, каде бараме одговорност од реонскиот шумар, зошто управниот одбор овдека селективно делувал и отфрлил пријавата по 30% казна, значи тој е казне 30% на дисциплинска. 30% 3 месеци. За управниот одбор нормално е договорена работа, ова е во време од Милјовски. Значи Милјовски е соучесник за прикривање на сите овие работи. Овде управниот одбор делувал селективно на ова лице кое спровело јадера и други сечи по одредени места кај што има државно место, направи скица, 2 кубика тука и пресечи во околните, и тука СВР Охрид направи за 377 стебла кривична пријава, како и СВР Охрид економски криминал поточно направи за јадера. И во две случаи управниот одбор го ослободуваат при кривични пријави, а нас ние потврди со сите други работи ги видовте на почеток на емисија. Овде треба да се направи темелна истрага, овде лежи голем криминал, многу голем криминал здружување и да биде поука за сите идни други. Ова е пријавувано, значи ова не го правам јас сега да ме сватиш погрешно или македонската јавност. Видовте дека ова го пријавуваме ние години, ама и после него Милјовски сите овие работи ги пречуте. И овде остануваат реакцијата, уште имам зоки до Совет на суди и ако може само да се осврнам уште за за бесправно спроведен оглас. Значи се отвори оглас во рамките на Националниот парк Галичица пред 3 години некаде, не држиме за збор. Сега ќе го видам одман, да. Ево го, 2022 година. Ова е записник од комисијата од вработените првостепена 3 членови, каде имаме и судир на интерес, еден член, погодете кој правничката, докторката и во првостепена и во управен одбор. То не сме да се случи. Да, докторката по право и во првостепена овдека е ево ја. И то преседател е. Пазите. Ево, комисија преседател е. И шо одлука носат? Одлука носат. Ги суспендираат сите членови кои ги исполнуваат условите на огласот, едно 4, мислам, 3 или 4 од нив. 2 внатрешни, не може да се унапредат со по 5 години работа во шумарството и еден од надвор има кој ги исполнува условите, еден дечко кој е безпрекорен исто работник и ние баравме да ни се дајат работник кој ги исполнуваат условите. Но за жал, погодете кој се запосли. Синот од тој кој ја сработи сечата во јадера. Тој е запослен. Шумарот. Да. Неговиот син продолжена рака и сега тука имаме нецелосна потврда од една година работа во шумарството. Тој беше наплатувач 9 месеци. Се произнесол раководителот на секторот, односно на оделението за искористување и одржив развој на шумарскиот дел и соработникот, дека никогаш во тие 9 месеци не му дале задача да обележува шума или да врши транспорт на огревно дрво, бидејќи не сечи. Нити да маркира во приватен имот. Тој бил наплатувач. Како е протната, треба да истражат органите, бидејќи за ова е заснована исто пријава. Ево, како све сме барале преставки, како сме се обраќале да не го прават сето тоа. Ево одлуката на управниот одбор дека е правосилна, дека тие си постапиле, ево што треба да поседуваат во огласот, дека најмалку 1 година работа во шумарство. Значи, тој е почеток е тоа на кривична пријава, има, мислам, во Охрид за колектор, нешто во слично на ваква работа. Значи, дискриминирачко делување, само на еден кандидат, еве го записникот полицијата, ќе се читат. Значи, овде делувано на еден човек, без интервју, без бодирање зоки, значи не сме глупи ние да не го знаеме право, како ќе му дајме, се извинувам, шанса на луѓе кои заслужуваат некаде да работат. Значи, до кога ќе имаме побави посричаи? Ова е ситуација која е исто чиста, една од почистите работи кои треба органите на прогонот да ги истражат во рамките на паркот, а ова лично Милјовски го спроведе.
Значи, Александар Милјовски ги сокри работите од Васко Паскали и го спроведе овој оглас и тој треба да се повика на одговорност исто како и претходник. Пред да ви се заблагодарам... Ова само, простете, ево го до судскиот совет, дека не нашле ништо за господјата Ирена Трајановска пред една година. Ево, исто до судски совет, до председателот на судот во Охрид Батковски, дека не била негова нормална надлежност, те упатуваат на апелација секако. Но зошто е судскиот совет? Па треба да го ревидира работењето на судијата. На првостепена, на второстепена, од кого би имале тие отчетност? Зато така прават, зато ми ја дават пресудава во канцеларија како на зафрканција, што би се рекло. Пред да ви се заблагодарам за ова темелно гостување и искажување во нашата емисија, јас ќе ги повикам сите спомнати по име и по презиме, сите кои ги допира оваа тема, кои на некој начин се и обвинети од страна на господинот Јовчевски, да повелат во секое време да бидат гости овде во емисијата со Лесно Буревесник и да го кажат своја став, доколку има став по овие прашања. Господине Јовчевски, вас ви благодарам за гостувањето. Благодарам, Зоки. Ви честитам за храброст. Сакав само да надополнам, ако може, ги оставив некаде настрана моите доброволни работења со пожари, со све. За храброст во Благодарам. гостувањето, бидејќи ќе треба да се вратите после ова емисија на истото работно место и... Не се плашам, Зоки, од вистината, јас од Бога само се плашам и одам напред секогаш. Немам воопшто страв. Јас ги повикувам на која сака дебатна емисија, нека дојдат, ќе се соочиме, нема никаков проблем, треба во животов да се гледаме. А ако мисла дека нешто може да ми сторат физички било што, тоа е судбина, нека повелат, нема проблема. Јас ќе одам до крај. Да завршим. Ова е све последниве 2 месеци од како ми ги вратија ингеренциите, иначе ми беше забрането да преоѓам од некој реон. Мене ми има да само реон во време од Паскали и то пазите имам документ. Не сум смел да префрлам во реон број 2 како да сме НАТО пакт и Варшавски договор. А то се знае, јавноста би требало да знае што тоа значи. И забранија движење во подрачје. Да, не смееш во друго за да не гледаш што би се случило, нали, че е криволов, дали че се други работи. Така да во рамките на враќањето на моите ингеренции со контрола и организирање на чуварската служба, јас направив 20 и кусур поднесоци во атрактивни места близу езеро кои се криени во Светина во Љубаништа конкретно. И ево пак сега ќе опрашам, бидејќи го имам прашано господинот адвокат кој ми го имаше пуштено ова, на кој му реков ќе му платам, извршителот Прензовски. Овде има 2 парцели во 100 метра од езеро во Рајца. Дали ова катастарска парцела заверена кај завереникот нотар Васко Паскали пред 2-3 години, 3 години пишува, е на име на неговата сопруга, на Сирма Војвод број 17, Сања Прензовска. И дали е ова велелепен, види што е убав, што би рекол Мерко, и каков објект, направен со сите состојби, уреден, дали тој како животен сопатник, ево го прашувам јавно, дали е негов и ако е негов, ако има учество како го изградил бесправно и зошто до скоро што биле во установа задолжени за овие дејствија, ова е пред година и пол, не постои на Google снимка, зошто не ги пријавиле овие вакви работи? Чија е парцелата? На сопругата на Стојан Прензовски адвокатот, кој има побарување од кај мене за судот со клеветата. Стојан Прензовски, тој е на неговата сопруга, јас се извинувам на господата сега што ја овдека ставам пред јавноста, меѓутоа ова бесправна куќа, на место пропишано пишува пасиште, не смее да се гради овде. Ево како е изграден дом. Па сега нека одговорит кај сакат на која телевизија, нека излезит, дали има некој удел тука тој како животен сопатник, дали е негов да каже. Тоа го имав, ето да го прашам. За крај. Зоки, ето да завршам, првенствено да ти се заблагодарам од срце, што ми возможивте медиумски простор да допрам до народот, бидејќи долго време трпев притисоци, нервози при работата, да бев човек без семојство, ќе постапев поинаку во многу околности. Дали ќе си одев од држава, дали ќе правев нешто друго, тоа е друг муабет.
Меѓутоа, имамо врзувачка рамка према сите обесправени луѓе во мојот синдикат, према сите обесправени луѓе по судови, према сиот народ. Јас сум така задоволен, јас сум од печалбарско семејство, од работничко семејство. Ме научиле на скромност, на доблест, на морални вредности и сакам да ги запазувам, давам отпор на зло, давам отпор на криминогени действија, не сакам да одам во тоа стадо и нема никогаш да молчам и секогаш ги охрабрувам луѓе да ги пријавуваат вакви работи. Сите што ќутат само е придонес на поќе растење на злото. Значи се е охрабрување на злото. Све тоа што се прикрива е само му даваш легитимитет со сето тоа и затоа овој систем кој е на тотално уништени вредности, последниот бастион судство обвинителство е со 2% доверба од вакви работи, играње пинг-понг на луѓе со страшни трошоци по извршители кои ќе стигнат прекинуваат од страв. Знаете колкави се тие трошоци. Благодарам за гостувањето, господин Јовчевски. Благодарам Тензаки. Ова беше мајското издание 2025 на емисијата Со лесно буревесник. Поздрав и убава вечер од мене и од екипата на нашата редакција.